Градоначалничката на град Скопје за попладнево најави дека ќе поднесе пријава до обвинителството за наводите во кои го обвинува градоначалникот на Чаир Висар Ганиу за незаконски легализации на дивоградби. Пред обвинителството е Дејан Трајковски. Дејан, дали Арсовска веќе ја поднесе пријавата? Бубе, очекуваме секој момент да пристигне. Беше најавено дека ќе дојде во 15 часот. Тука сме и собрани медиумските екипи. Очекуваме во секој момент да пристигне, каде што најави дека ќе ги сподели сознанијата кои што ги има за незаконските, како што посочуваше изминативе неколку дена легализации на дивоградбите во општина Чаир. Таа вели дека очекувала обвинителството да покрене предмет и подопрен глас по реакциите во јавноста, но сепак вели дека иако на овој начин, како што кажа, се става во дополнителна независна состојба поради, како што кажа, заканите кои што ги имала изминатиот период, сепак ќе го сподели со обвинителството тоа што треба да го каже. Од обвинителството пак посочија дека како службено лице има обврска и таа и град Скопје сите сознанија кои што ги имаат за незаконски действија да ги споделат со нив за и самото обвинителство да може да постапува, односно да добијат попрецизни информации за кои локации точно станува збор и кои локации ги наведува, па кажаа дека во секое време ја чекаат Арсовска да дојде, да ги сподели сознанијата за дивоградбите кои што ги наведува, но и за заканите по живот. Предлагам тука да слушнеме обвинителството што каже. Во однос на заканите, Министерството за внатрешни работи е орган директно надлежен за заштита на животот на граѓаните, како и за откривање и спречување на тие што го загрозуваат. Основното јавно обвинителство Скопје е на располагање преку дежурен јавен обвинител, веднаш без одлагање, доколку сака градоначалничката да ја сослуша за сите сомненија, сознанија и закани и да ги провери сите околности. Так, остануваме тука, ќе ја очекуваме Арсовска секој момент да пристигне. Само за крај што се однесува до оние информации кои што ги кажа дека добивала закани по живот, одмавара посочија дека се уште немаат никаква пријава до нив, па ја повика Арсовска доколку тоа случај истото да го пријави. Ја очекуваме Арсовска во секој момент да пристигне, секако со повеќе детали ќе информираме откако ќе даде изјава за медиумите. Бубе. Те очекуваме Дејан Трајковски во живо пред обвинителството, каде градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска најави дека ќе поднесе пријава против градоначалникот на Чаир Висар Ганиу.